Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден и срдечно добре дојде во нашето ново издание. Во оваа епизода ќе ве поднесеме на патување низ светските меридијани. Како тест подготвивме прилог од возило кое е вистинска премија за предстојните топли и сончеви денови. Тоа е најпродаваниот кабриолет во светот Mazda MX-5. За оние кои ме повеќе во мислите работата колку забавата, ќе ги пренесеме импресиите од нашето тест возење на новата генерација на Ford Ranger. Но на оние кои работат и мислат како да уживаат во секој изминат километар, се наоѓаме на вистинското место. Тоа е македонската премиера на новата Mercedes-Benz E-класа. Што ви нуди овој автомобил од аспект не само на дизајнот, туку и технологиите, ќе погледнете веднаш за рекламите. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. Peugeot 508. Моќен и ефикасен Blue HD мотор за 290 евра месечно. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Oceans where no one's gone. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Колку и последниве години да се шири гамата на Мерцедес во сите правци, некои модели остануваат клучни. Додека кај другите не секогаш успехот оди заедно со славата, кај нив нема промашување. Сите се успешни и славни. Еден таков, според многумина и најважен модел на Мерцедес е E-класата. Најстрогиот европски сегмент се подготви за доаѓањето на новата генерација, но не можеше да се одбрани од нејзините адути. За жал на љубителите на екстраваганцијата, дизелот не е меѓу нив. Тој е доста смирен, со стилски мудро извлечени линии и вешто истакнати детали кои ги карактеризираат разликите меѓу моделите во гамата што се нуди. Така прв пат ќе сретнеме три суштински и карактерно различни возила со иста ознака, меѓу себе јасно издиференцирани. Тоа посебно се забележува во внатрешноста, каде кај двете повисоки линии на опременост, спорт и прогресив, аналогните инструменти сосема се изфрлени и заменети со два дигитални дисплеја. Но и кај нив, како и кај класик серијата, мноштвото детали изведени во ретро стил укажуваат на богатото наследство на овој модел.
Интимниот поглед внатре во Е-класата ќе покаже и вкусно креиран амбиент со високо квалитетни материјали, но за комфорот е излишно да зборуваме бидејќи сепак се работи за Мерцедес. Затоа на брзина само ќе ги наведеме димензиите, кои кај новата Е-класа во должина застанаа на 4,92, а во ширина на 1,85 метри. Меѓуоскиното растојание е продолжено на 294 сантиметри, а покрај се тежината е намалена. Тоа директно влијае на подобрување на динамичноста и економичноста во возењето, заради што и моторите со кои се нуди се помали, но не и послаби. Сега на почетокот на продажбата новата Е-класа се нуди само со два агрегати, и двата се од 2 литри, дизелот со 195 и бензинот со 184 конски сили. За некој месец ќе пристигнат неговата плаг-ин хибридна изведба со вкупно 279 конски сили и еден 6-цилиндричен дизел, а потоа гамата прогресивно ќе биде проширувана се до ултимативните 8-цилиндрични AMG изведби. Сите мотори ќе бидат спарени со новиот 9-степен автоматски менувач. Секако, освен како лимузина со 4 врати, новата Е-класа ја очекуваме и во караван, купе и кабриолет изданија. За сите нив заедничка ќе биде врвната аеродинамика која кај седанот има коефициент на отпорот на воздухот од само 0,23. Новата Е-класа пред да биде представена беше најавувана како технолошки најнапреден автомобил на денешницата, не само од марката Мерцедес. Докази што германците мислеа со тоа има и премногу. Практично не остана некоја кратенка неискористена за означување на напредните системи со кои располага. Главниот акцент е ставен на автономните технологии, кои во оваа фаза на развој овозможуваат само паркирање и полуавтономно возење. Ако подлабоко се погледне во сите нови технологии со кои може да биде опремена Е-класата, ќе се забележи трендот на нивно интегрирање. Тоа во крајна линија на купувачот му овозможува денес рутинските, но за помалку вештите возачи и мачни процедури да се сведат на детска игра. Мерцедес има продадено 13 милиони возила од овој модел, кој официјално како Е-класа е означен во 1993 година. Пред тоа сите го нарекуваа едноставно Мерцедес. Големиот чекор во иднината што го направи оваа 10-та генерација, колку и да изгледа претенциозен, сепак е само најава за она што следи, бидејќи тоа е класа за себе. Е-класата има силна еволуција. Еволуција не само во изгледот, туку и во технологиите кои се содржани во неа. Па затоа цената, почетна цена од 52.000 евра е повеќе од оправдана. Ова не е само автомобил да се покажете, туку и автомобил кој ќе ви пружи многу задоволства низ многу илјади километри. А од Мерцедес Е-класа се збогуваме со желбата што поскоро да го имаме на тест и се префрламе во една сосема друга категорија возила. Возила кои не се парадни коњи, туку коњи за работа. Нашата редакција беше присутна на првите тест возења на Ford Ranger. Тоа е вистински работен конј и кој може да ги оправда атрибутите на вистинско возило кое може да ги издржи и теренските услови, но и условите на товарење. Па, видете што забележи нашата екипа во Словенија. Подобро време од почетокот на април и подобро место од Словенија не можеше да се најде за запознавање со новиот Ford Ranger. Возилото, кое по вокација е работно, ни покажа дека е способно за многу повеќе, дека е возило за цела година и сите намени. Ford Ranger со ланските 27.300 продадени примероци е пикап број 1 за купувачите на стариот континент. Освојувајќи 23,6% од пазарот, тој ги надмина сите своји конкуренти, а тоа во очекување на новиот модел за кој сега зборуваме.
Комбинацијата на робусна конструкција и солидни способности не се единствените причини кои го направија Рейнџер вака непобедлив. Тоа му го овозможија и неговиот дизајн, трендовската опременост и колажот од безбедносни додатоци кои само нему во сегментот му ги донесоа сите 5 евро NCAP звездички. Во нив се бројуваат и системите за контрола на нишањето на приколката и на однесувањето на возилото кога е товарено. Кога сме кај тоа да кажеме дека новиот Рейнџер во зависност од изведбата може да има носивост од скоро 1300 килограми и да влече приколка тешка до 3,5 тони. Сега ова го возможуваат 4 и 5 цилиндричните дизели од 2,2 и 3,2 литри. Помалиот доаѓа во изведби со 130 и 160 конски сили, а поголемиот со 200 коњи. Се спаруваат со 6-степен мануелен или автоматски менувач, а преносот може да биде само на задните или на сите 4 тркала. Мислено и на еколошките карактеристики, па новиот модел може да се пофали со старт-стоп систем и електричен сервоуправувач. Трапезоидната маска и хромираните или сјајно сиви стилски додатоци му даваат моќен, па дури и импресивен изглед кој веднаш асоцира на неговите способности. Форд го произведува Рейнџер со 3 изведби на каросеријата, со единечна, продолжена или двојна кабина. Сепак понудата ја дели поинаку, според намената, што значи дека првите две верзии означени како XL и XLT се работни, а вторите две Limited и Wild Track наменети за слободно време. Секако и тие ги имаат сите способности на работните, но нивото на комфор кај нив е подредено на животниот стил на модерниот човек кој сака, ама не може секогаш да избега од урбаното опкружување. Токму тие верзии ги возевме. Прво се запознавме со ниту малку скромната Limited изведба со продолжена кабина во која се наоѓаат 2 нормални и 2 помошни седишта. Иако до нив лесно се доаѓа преку задните врати кои се отвораат исто како кај Mazda RX-8, реално тие не се употребливи освен во крајна нужда за кратки релации или за сместување на багажот што го носите со себе. Тука се чувствувавме должни да подсетиме дека Рейнџер е пикап и освен задниот камионски дел нема никаков простор за багаж. Вградениот 160 конски дизел беше доволен за нашите провокации, но не толку убедлив како поголемиот негов брат во дивата Wild Track изведба. Таа со благо замежување на товарна грубост која е генетското наследство на овој пикап едноставно не воодушеви во секој аспект. На ексклузивниот изглед се надоврзува убедливо обработениот интериер во двојната кабина, која нуди доволно простор на задните седишта дури и за подолги патувања. Предните пак електрично се подесуваат во 8 насоки, а може да бидат и загревани. Вакви додатоци кои досега ги поврзувавме само со автомобилите и скапите теренци, често се среќаваат на списокот опрема на Рейнџер. Меѓу нив се и адаптибилниот темпомат, системот за препознавање на сообраќајните знаци, камерата за возење наназад и слично. Не е заборавена ниту најновата Sync 2 конективна технологија со гласовни команди и 8-инчен екран чувствителен на допир, а стандарден е и системот за електронска контрола на стабилноста кој делува во согласност со оптовареноста на возилото. За безбедноста на возењето на терен се грижат асистентите за возење по надолници и тргнување на нагорници. Рейнџер е едно од ретките современи возила во кои на возачот за екстремни ситуации му стојат на располагање редуктор и механичко блокирање на централниот и задниот диференцијал. Што значи тоа најдобро знаат оние кои ваквите возила ги користат за најтешки работи, спасувачките служби ширум во Европа, на кои Ford Ranger им е омилено возило. Со ослонувањето со двојни попречни рамења напред и конвенционалните двустепени лиснати пружини назад се комплетираат способностите на Рейнџер, а импресивноста на капацитетите на механиката ги заокружува податокот дека може да прегази вода длабока до 80 см. Со други зборови кажано, Ford Ranger може да се вози на секаде, на терен, автопат или низ град, каде ние најмалку го возевме. Првата дестинација одредена од домакините до која стигнавме по возењето по автопат и брзи регионални патишта низ руралниот дел од Словенија беше Планица. Понатаму патот не водеше низ националниот парк Триглав, по Макадам каде снегот се уште владееше, но тоа не беше никаков предизвик за нашиот Рамбо во смокинг, па бргу го здогледавме Бледското езеро, од каде утредента продолживме на полигонот за теренско возење.
Таму малку си поигравме запознавајќи се со поекстремните можности на Рейнџер, кој на импровизираната траса, која не беше специјално подготвена за една ваква моќна теренска машина, ни остави впечаток дека може многу повеќе. И покрај неколкуте критични места, никој од нас практично никогаш не го вклучи редуцираниот погон на сите тркала, што се справи со едноставно свртување на копчето до рачката на менувачот. Нашето дружење со новиот Рейнџер заврши таму каде и започна, пошто не чекаше патот до Македонија, каде неговите цени се уште не се познати. Поради неговата техничка спецификација дава можност за поврат на данокот на додадена вредност, што е привилегија на правните лица за купување на ваков тип возила. Приватните купувачи пак ќе може да уживаат во неговите теренски можности, а во урбани средини, меѓу останатите возила ќе делува на вистина како Рамбо во смокинг. Тајванската мотомарка Кимко во Европа се докажа на најтешкиот начин, влегувајќи во директна битка со добро етаблираните конкуренти во жестоката скутерска класа. Доминантни и денес во производствената програма, тие важат за висококвалитетни и не толку скапи како оние од извиканите марки. Стратегијата на Кимко не вклучува само постојано ширење на понудата, туку пред се нејзино подобрување. Најновото од Тајван за годинешната сезона се среќава во спорт тюринг скутерскиот сегмент, кој е засилен со две верзии на модерно обликуваниот X-Town. Се разликуваат од останатите од семејството на Кимко по агилноста, овозможена кај посилната варијанта со едноцилиндричниот мотор од 276 см кубни, а кај помалата со 125 кубици. Двете Euro 4 машини се суштински различни. Поголемата е со 2 вентила и располаѓа со 23 конски сили, а другата со 4 вентили и 14 коњи. Со оглед на тежината X-Town од 185, односно 177 килограми, лесно може да се замисли динамиката на возење што овие два скутера ја имаат во бесстепената вариоматска трансмисија. Слабо познати факти за Кимко е дека оваа далекоисточна марка има настанато со одвојување од Honda пред повеќе од половина век и дека го произведува двоцилиндричниот мотор кој кај електричниот BMW i3 служи како генератор откако ќе се испразнат батериите. Тоа е истиот агрегат што се вградува во макси скутерот на баварската марка со ознака C650 GT. Во 15-годишната историја на автоматизираниот менувач Volvo iShift токушто е напишано ново поглавје. Од оваа пролет на купувачите им се нуди и верзија со степени на пренос за бавно возење. Со додавањето до 2 степени на пренос, камионот во комбинација со одговарачки спецификации може да тргнува лесно и безбедно дури и кога е ангажиран во влечен воз со комбинирана бруто маса до цели 325 тона. Значењето на овој менувач најмногу доаѓа до израз во екстремни ситуации, кои кај верзиите со класична трансмисија би можеле да доведат до кршење на запчениците и скапи застои. Сега, со новите степени на пренос за бавно возење, камионот може да вози со брзина од само 500 метри на час, при оптимален број на вртежи на моторот на кој постигнува максимална влечна сила. Тоа значи огромна помош за возачот и при прецизно маневрирање, например кај градежните и ремонтните работи. Зависно од подрачјето на примена, iShift е достапен со 1 или 2 степени на пренос за бавно возење нанапред и со 2 степени за бавно возење наназад, или пак без нив. Бидејќи е наменет за потешки и предизвикувачки задачи, компонентите на новата верзија на iShift менувачот се произведени од нови материјали со голема цврстина.
Светскиот автомобил на годината за 2016 е пристигнат во Македонија. Па како што налага редот, ние го имаме на тест возење. Mazda MX-5 ја плени публиката и љубителите на автомобилите уште од нејзиното појавување. Има повеќе предуслови за тоа. Како прво има интересен и атрактивен дизајн, тоа е кабриолет, има погодени мотори, но она што е најпогодено кај Mazda MX-5 е цената. Па токму поради тоа е најпродаваниот кабриолет во светот. Денеска ја имаме на возење, го имаме и прекрасното време и не можам ништо повеќе да кажам, освен дека е време за забава. И еве се соочуваме со првиот предизвик. Погледнете колку малку простор има во внатрешноста, а јас би сакал да влезам внатре. Може би оваа гледка нема да биде најдобра, но сигурно ќе биде интересна. Како и да е, јас успеав да се сместам во внатрешноста на Mazda MX-5. Овој автомобил не би бил тоа доколку не е кабриолет. А кабриолет станува само со еден клик кој е на централниот гребен, односно на ветробранското стакло, и тој ви овозможува многу лесно спуштање на покривот. Неколку секунди и веќе сме во кабрио модус на возење. Па да видиме што може да пружи овој мотор од 2 литри и 156 конски сили со погон на задните тркала. И за вистинска забава на ова сонце потребни се уште очила. И можеме да почнеме. Mazda MX-5 е направена да биде забавен автомобил. Забавен бидејќи има и силен мотор и вистински пренос на силата, а тоа е на задните тркала. Од неа се очекува да биде многу управлива, но и малку палава кога се вози. Па, јапонските инженери се обидуваат во секоја генерација да ја усовршат забавата за управувачот. Инаку таа е опремена со сите потребни елементи за безбедност во возењето. И веќе во првиот свиок се чувствува дека ES5 не ги испушта работите од контрола. Дури, иако е со погон на задните тркала, не отстапија задните тркала од зададената траекторија. Навистина забавно. Она што ја потенцира забавата е звукот. Го слушате режењето на моторот и на издувниот систем и како да ве тераат да стискате на педалата за забрзување. А тоа не е многу комплицирано и да се управува, бидејќи MX-5, како што реков, е створена за забава. Инаку во внатрешноста се чувствува роторот, типичен за сите кабриолети, кој удлира преку шофершајбната, односно ветробранското стакло и ротира во тилот и вратот на патниците. Но тоа е една од убавините кога се вози кабриолет. Еластичноста на моторот е голема. Иако возиме на нагорнина, немаме потреба да возиме во низок степен на пренос. Едноставно, ова е направена машина за вистинско и лежерно уживање. А кога збориме за уживањата, тогаш треба само да се опуштам, да ја намалам брзината и да уживам во планинскиот воздух. А тоа ми трга од рака, токму со мијата. Возните својства се навистина одлични. За 35.000 евра добивате вистинска играчка која ви пружа огромно задоволство за управувачот. Секогаш било прашањето колку простор има во внатрешноста. Бидејќи оваа изведба има рекаро седишта, тогаш морате да се откажете од одреден комодитет.
поради нивната конструкција. Тие притискаат од сите страни, и на грбот, но и на седалката. Но овој автомобил не е конструиран да возите илјадници километри. Овој автомобил е конструиран да биде ловец на погледи и да му дава ултимативно задоволство на собственикот со огромно внимание од останатата публика. Околу возењето нема што многу да зборувам. Јас би сакал да се фокусирам на она што го реков пред малку. Да видиме какво е чувството Mazda MX-5 да се вози низ град. Задоволството за управувачот е врвно. Пред се поради управливоста, но и одличниот менувач. Тој има извонредно кратки одови и ве подсетува како да возите брутална спортска машина. На тоа ве асоцира и звукот кој продира од сите страни. Звукот на моторот и издувниот систем измешан со ветерот пружа извонредно адреналинско чувство. А посебно и кога се слуша и татнежот, односно шкрипењето на гумите. Тогаш имате представа како да возите една вистинска спортска машина. А според манирите, Mazda MX-5 не е далеку од тоа. Иако има само 2 литра и 160 конски сили, таа поради погонот на задните тркала пружа извонредно, да не кажам ултимативно чувство кое можете да го добиете од овој тип мотори. Сепак, MX-5 е градски автомобил. Автомобил кој треба да ви овозможи посебно уживање на градските улици. Иако Скопје е полн со метеж, иако Скопје има хаотичен сообраќај, јас сакам да го доживеам чувството на возење низ мојот роден град со овој автомобил. Во Скопје не е баш најблагодарно да се вози кабриолет, особено не на нашите улици. Пред се, нашата средина е извонредно прљава, полна е со прашина, па веќе во првите метри на спуштање во град ја чувствувате не само бучавата, туку и нечистотијата која ве обкружува од сите страни. Старите автобуси, старите возила просто ве гушат, особено кога сте на семафор. Но сепак ќе си го направам кефот и ќе направам едно кругче низ центарот на градот, но и по главните булевари. И веднаш може да се забележи не само што имате погледи од сите страни, туку и многу возачи иритирани од изгледот на овој автомобил напросто се тркаат со вас. Не ви оставаат простор да поминете и секој се бута за да излезе пред Mazda MX-5. Тоа е нашиот менталитет и против тоа не можеме ништо. Скопје е познато по своите нерамни и крпени улици. На нив амортизацијата на MX-5 за разлика од претходната генерација е многу посмирена. Таа ги нема типичните груби тресења. Сето амортизација е далеку помека и далеку покултивирана. Токму онаква каква што треба да биде во македонскиот главен град. А ова е секојдневие. Поради начинот на возење во Скопје имаме и верижен судир, а судири се случуваат секој ден. Што од невнимание, што од нервоза. Во манирот на возење кабриолет треба да останете секогаш кул, секогаш смирен и да не дозволите да забележат дека ги ловите погледите кои фрчат од сите страни. Една од најубавите скопски улици, Максим Горки, ја поминавме, но убавината на јапонските цреши остана во втор план поради хаосот кој делува и владее на таа улица.
Кабриолетите не се најблагодарни да ги возите на многу топло време, бидејќи сонцето директно удира во внатрешноста. Затоа морате секогаш да мислите на заштита од сонцето. Колку и да е Скопје упропастено, возењето на кабриолет во него е вистинско задоволство. Јас уживам во секој изминат километар во Mazda MX-5. Иако веднаш по возењето ќе морам да се истуширам, бидејќи веќе на моето лице чувствувам дека имам слој на прашина. Се изнадишав прљав и нечист воздух, но сепак останува насмевката на моето лице поради ова несекојдневно искуство. Mazda MX-5 нуди полно задоволство, полно возачко задоволство, бидејќи е димензиониран да пружи ултимативна забава за управувачот. Совршените механички спојови, одличниот мотор, погонот на задните тркала, но и извонредниот финиш во внатрешноста, кој додуше делува малку празно јапонски, сепак се димензионирани и направени за вистинско задоволство во возењето. Овој автомобил јас не би го препорачал да го експлоатирате секој ден, но искрено би го препорачал доколку ви е планот овој да ви биде викенд автомобил задолжен за задоволство за управувачот. Тогаш сте го погодиле автомобилот во сршта. Тогаш ќе го доживеете она за што Mazda Miata е направена. А тоа е да бидете центар на вниманието и центар на возачкото задоволство.